Мудиме во живо пред граничниот премин Табановце, каде што од утрово има огромни километарски колони. Габриела Лескова е таму. Габриела, и за тебе можеме да ги забележиме огромните колони на автомобили. Колку часа трае ваквиот застој? Деспина, ваквите километарски колони траат веќе уште од текот на вчерашниот ден, практично откако почна да функционира Safe City во однос на казнување на странските државјани кои што од месец февруари на почетокот на оваа година направиле одреден прекршок. Ние некаде пред околу 10 минути стигнавме овде на граничниот премин во моментот како што може да забележите од објективот на мојот колега Тони Маневски. Редиците се навистина долги, колоните се километарски. Од оно што можев досега да го забележам е дека се уште се присутни овде низ редиците и полициски службеници кои што пробуваат некако да го регулираат овој голем сообраќаен хаос. Граѓаните се навистина револтирани, за сите велат дека толку многу долго време чекаат и навистина е тоа многу тешко, бидејќи температурите се многу високи, зраците се навистина јаки. Од време на време, додека бев тука, можам да забележам дека голем дел од граѓаните ги употребува и свирките на нивните автомобили. Инаку, безбеден град ги предизвика овие големи гужви, километарски колони. Претежно станува збор за луѓе кои што се враќаат од Грција на одмор. Успеав да поразговарам со неколку граѓани во продолжение да слушнеме како го коментираат овој сообраќаен хаос. Добар ден, од каде доаѓате? Из Неа Мудани. Из Неа Мудани. Очекувавте ли волку големи гужви? Па не баш толик. Запознаени ли сте со Safe City дека има гужви? Јесме. Направи? Била е велика гужва кад смо ишли 10 август. Направивте одредени прекршоци? Мислим да не. Никад се не зна. Очекувате казна овде? Па не очекуваме, али се е могуќе. Добар ден, очекувавте ли волку големи гужви? Па не би требало, нисам се надал на ову гужву. Имате ли направено прекршок на Safe City? Не. Гужвите се поради Safe City, очекувате ли нешто вака? Имамо климу. Имате клима? Да. Од каде доаѓате, од одмор? Од одморот из Охрид. Каде доаѓате? Из Грчке за Србију. Очекувавте ли волку долги редици? Па нисмо баш, али зачекат ќе. Од вчера почна да функционира Safe City. Имате ли направено некаков прекршок па да очекувате казна горе? Чули сме, ал немам. Водимо ред. Разговаравте ли со вашите останати сограѓани? Има ли многу казнати? Па не знам, нисам нешто приметио да... Тешко ли е да се чека на волку Жешко? Па тешко е како е. Да, тоа беа дел од сведоштвата на жителите кои што минуваат овде низ овој граничен премин и претежно се враќаат од одмор во Грција, не очекувале волку долги редици. Инаку, како што напоменав и на самиот почеток на ова линковско вклучување, долгите колони се должат бидејќи во текот на вчерашниот ден Safe City започна со казнување на сите оние странски државјани кои што направиле одреден сообраќаен прекршок на територијата на Македонија, а при тоа биле уловени од камерите на Safe City. Овде на излезот ќе треба да си платат казната пред да ја напуштат Македонија. Се огласи и од МВР по однос на овие гужви, оттаму велат дека речиси поголемиот дел од возила кои што се пријавуваат на граничниот премин Табановце се должи на тоа што станува збор за прв ден од примената на овој механизам, при што се опфаќаат и претходно евидентирани прекршоци. На граничниот премин Табановце при излез од државата се појавуваат возила кај кои системот има претходно евидентирано сообраќајни прекршоци. На возачите им се соопштува дека е евидентиран прекршок и им се издава записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог. Со можност казната да ја подмират согласно законската постапка. Информираат вчера од МВР и велат дека Министерството за внатрешни работи презема активности за непречено одвивање на постапката и намалување на задржување на патниците. Ова е се што имам до овој момент по однос на огласувањата од МВР. Инаку и во текот на вчерашниот ден и денеска зовра и социјалните мрежи во оние познати Facebook групи Грчка инфо, меѓутоа исто
коалиција се шират информации од револтирани граѓани кои што велат дека колоните се навистина долги и дека не ги очекувале токму на граничниот премин Табановце Деспина. Ние остануваме на терен, ќе пробам да поразговарам и со останати граѓани за да видиме како ќе се одвива ситуацијата, па со повеќе информации се јавуваме во вестите во 16 часот. Да, Габриела, остануваме да следиме состојбата на граничниот премин Табановце. Јас ти благодарам за овие информации.